Готвењето бара секогаш различни начини и форми за старите рецепти да добијат нов вкус, нов изглед, а вас да ви биде забавно правејќи го тоа. Денешната епизода ми е инспирирана од една моја желба, од еден мој сон, односно тој мој предприемачки дух да имам собствен бизнис. Секогаш велам дека кога ќе се пензионирам, сакам да се пензионирам водејќи мал ресторан и мал бизнис во кој ќе правам интересни рецепти и иновативни начини на подготовка на храната, пакување и достава на истата до крајните корисници. Готвењето во тегли не захтева посебна вештина. Во суштина е редење и нешто што е наша стара традиционална вештина. Нашите баби и мајки се уште редат зимница и го прават тоа на совршен начин, а ова е малку помодерен пристап за како еден оброк да го спакувате, тој да остане свеж, користејќи неколку едноставни техники. Ке ви ги повторам на почетокот, ке ви ги кажам на почетокот техниките како да спакувате било каков оброк во тегла, истиот да го понесете со вас каде и да сакате или да го чувате во фрижидер неколку дена, а тој да има истата свежина како денот кога сте го подготвиле. Тајната е во начинот на редење на слоевите. Секој зеленчук кој е коренаст и кој бара потопување, односно зачувување и конзервирање, оди во првиот слој. Таму го ставаме и сосот со кој сакаме да ја полееме салатата. Дали тоа е маслиново, дали е лимон, дали е било која комбинација. Јас денес ќе ви понудам 3. Тој се става во првиот слој. Прво се става сосот, па потоа се ставаат сите оние коренести зеленчуци. Тука употребувате зелка, морков, роквици, можете да го употребите и доматот, но претходно и краставицата, претходно ќе ги извадите семињата, бидејќи тие ја содржат водата на зеленчукот и не сакате да ви се разводни сосот. Вториот слој кој е најважен за спакување на салатите, на оброците во тегла, јас ги нарекувам салати бидејќи содржат многу свежи состојки, но во основа се еден оброк, балансиран оброк кој содржи и протеини, и зеленчуци, и варени, и печени зеленчуци и е една сензација во вашата уста. Вториот слој е протеинскиот мост. Го нареков протеински мост бидејќи тој делува како бариера од киселината и сосот кој го ставате како првиот слој и ја заштитува салатата, односно зелениот дел од вашиот оброк го заштитува да биде секогаш свеж, а испарувањето на оние киселини кои ги употребувате во сосот ја чуваат свежа до неколку дена. Може би делува комплицирано, немав таква намера, може би се занесов, но мислам дека низ начинот на подготовка ќе ви покажам дека навистина е едноставно, а комбинациите се безбројни. Потребна ви е една тегла, јас имам многу убава тегла, која ми ја набави мојата продуцентка Маја. И ќе започнеме со првата салата. Првата салата ја избрав да биде на основа сирење. Ја избрав бидејќи ќе употребам сос кој потсеќа на онака презе салата, има внатре балсамико, има шекер, има зеленич и има неколку видови на два вида во основа на сирење и тие ќе ми делуваат како протеински мост. Сирењето во основа е протеин или млечен, содржи млечен протеин. За да ја подготвиме оваа салата, како корена зеленчук, ќе употребиме морков и ќе го употребам доматот од кој претходно ќе го извадам семето. Но најпрви ќе го подготвам сосот, бидејќи тој ни е потребен да ни го исконзервира коренестиот зеленчук. Јас секогаш ги користам и реупотребувам сите тегли, така да имам една малечка тегличка во која ќе го подготвам сосот. Имам 2 лажички балсамико. Ќе ставам ладно цедено маслиново масло на витаминка, повторно 2-3 лажици. Бидејќи солта, доколку ја допре зелениот дел од салатата или некој мек зеленчук знае да го омлитави, ќе ја ставам солта тука. Ќе ставам убаво еден прстов сол и ќе ставам малку црн бибер. Ќе ставам една лажичка кафеав шекер. Убаво протресете, за да се соедини сосот. И
ставете го на дното на големата тегла. Бидејќи сакам да имам и нешто што потсеќа на ручек, нешто што знаете дека е сготвено, јас исеков теквици на лентички, имам грил тава и ќе ги ставам да се потпечат, само да добијат траги. Додека го подготвувам коренастиот зеленчук, тие ќе се испечат и ќе станат многу ароматични. Рековме дека внатре оди она што е цврсто, ставаме морков исечен на стапчиња и ставаме половина домат. На доматот ќе ги извадам семињата, бидејќи ви кажав дека не сакам водата од семките да ми го разреди сосот. Ќе го исечам на тенки кришки. И ќе го наредам во теглата. Стигнаа производите на пакет МК. Над слојот од домати и моркови ќе ги ставиме подпечените тиквици, додека се жешки. Така ќе ги конзервираме и тие ќе омекнат, ама ќе го задржат тој убав вкус на запечено. Другиот слој кој ќе го додадеме се протеинскиот мост. Јас денеска избрав да ставам овчи кашкавал и топчиња моцарела. Овчиот кашкавал е малку повеќе солен и ќе биде една глазура на целовој зеленчук кој има по-неутрален вкус, а топчињата моцарела ќе бидат вашето изненадување. Ставам еден слој убав протеински мост. Ставам топчињата моцарела и им ставам сув босилек. Над протеинскиот мост, ви кажав, го ставаме зелениот дел. Денеска избрав мешана зелена салата, тука имам листови од цвекло, црвена, рукола, спанак, искористете тоа што имате, можете обична марула, можете рукола. Јас ќе ставам мојата мешана салата и имам свеж босилек. Капачето и затварате. Ова е мојата прва салата или оброк во тегла, кој има инспирација на онаа позната капрезе салата, а е на основа на сирење. Следна ќе ви ја подготвам мексичката варијанта. Вториот рецепт за кој денеска го избрав за вас има мексичка основа. Не дека тоа е баш мексички традиционален рецепт, меѓутоа со типот намирници кои ги избрав да ги скомбинирам за вас, сметам дека можеби потсеќа на тие вкусови. Ќе земам еден аван и во него ќе ставам семки од коријандар. Коријандарот е традиционален зачин кој се користи во мексичката, шпанската кујна. Обично се користи почесто свеж, јас ќе го искористам како основа за мојот сос.
Ќе ги исчукам зрната. Прекрасен вкус. Имам една лажичка ким, мелен. Имам една лажичка сенф. Ке ставам маслиново масло, неколку лажици. Сол. Црн бибер. И секако не би било мексичко доколку не е луто. Буковец на витаминка. И сокот еден лимон. Ке промешаме да ни се соедини сосот. Ке направи возбудлива оваа, да ја наречеме салата. Иако ги има сите состојки кои ви се потребни за функционирање во денот, имате млечен протеин, го имате сирењето, го имате гравот кој е природен извор на растителен протеин, кинуата која е прекрасна житарка. Немаме многу навика да ја употребуваме, јас често ја употребувам во мојата кујна, можеби ќе се навикнеме на нови работи. Повторно, една тегла. Го ставаме сосот на основата на теглата. Следат другите зеленчуци, корена зеленчук, повторно ќе искористам морков. Можете да ставите и роквица, би било убаво во оваа комбинација. Половина краставица, нема да ја лупам, убаво измиена. И со помош на една лажица ќе го исчистам семето, бидејќи сакам да ми биде крцкава и да не умекне внатре. Плюс изгледа божествено кога е исечена на полумесечинки, не може да погодите за кој зеленчук се работи. Храната треба да ни биде убава и на око, покрај тоа што треба да е вкусна. Не знам за вас, ама секогаш ме возбудува добар рецепт, секогаш ме прави да се кога некогаш ќе подготвам нешто кое изгледа исто толку добро и исто толку вкусно, секогаш се чувствувам некако со трема, со пепиротки во стомакот, бидејќи создаваме нешто користејќи ги рацете, нашата креативна енергија. Јас мојата креативна енергија често знам да ја насочам низ на многу различни полиња. Сакам да плетам, сакам да хеклам. Меѓутоа, онаа пасија која многу долго се задржа во мојот живот е готвењето. Ставивме, значи, на оној дел од корена зеленчук, потоа продолжуваме со протеинскиот мост. Овој пат имам фета сирење. Ќе го преполовам, само бидејќи сакам да ми направи буквално мост, односно да го конзервира зеленчукот доле со сосот. Врз сирењето, повторно малку буковка, чисто да биде изненадување. И оние намирници кои сметам дека повторно имаат мексичка влијание. Имам црвен граф од конзерва. И имам варена киноа. Останата ми е од некој претходен ручек од претходна салата. Доколку немате киноа, добра замена би било и кускусот или некаков тип на тестенини, макарони можеби. Одлично би биле во оваа комбинација. И на крај ќе искористам млад спанаќ. И нема ни еден мексички рецепт без луто чили пиперче.
ќе го исетнам многу ситно и ќе го употребам и семето. Да имате една исклучителна лутина во вашата уста. Не се плашете, значи нема да биде првото нешто што ќе го пробате, бидејќи на крајот ќе ви покажам како се јадат овие салати, односно ги препревртувате теглата и практично чили пеперчето ќе остане на дното од оброкот. Тоа е мојот втор рецепт за денес. Продолжуваме со третиот. Третиот ќе биде една салата која, ајде да ја наречеме македонска салата. Сите сме ние навикнати да конзумираме месо во текот на денот и јас денеска за протеинскиот мост и третиот рецепт избрав да употребам варена пршута. Ја има во маркетите, доколку не сте љубители на варената пршута, оваа е телешка, може да употребите пилешки гради, може да употребите се она што ви се допаѓа како месо, а исто така едно изненадување ќе биде мојот карфиол. Карфиолот јас обожавам да го конзумирам жив. Меѓутоа, бидејќи сакам да имам запечени вкусови, ќе го ставам, ќе го исечам на кришки и ќе го ставам на врела тава, за да направи малку траги и да го донесе запечениот вкус во овој оброк. Мислам дека е толку доволна. Сепак се работи за оброк за еден човек. Повторно започнуваме од сосот додека нашиот карфиол се запекува. Земате една тегличка, користете амбалажата која сте користеле, дајте им нова намена. Тука имам малку мелен ким. Имам една лажичка мед. Ќе употребам лимон за да биде киселината во ова јадење. Половина е доволна. Ке ставам маслиново масло, ладно цедено на витаминка, 2-3 лажици. Ке ставам сушено орегано. И ке ставам малку суво грозје. Сувото грозје го ставам за да даде една блага нота на целата храна, меѓутоа ќе ставам во сосот бидејќи сакам да се отпушти сувото грозје или дехидрирано во сосот, тој ќе ги примисите вкусови, а ќе ја нагласи својата благиот дел. Ставивме мед, се сеќавате, ставаме сол и малку бел бибер на витаминка. Силно протресете. И ставете го на дното на теглата. Повторно во основата ставаме корена зеленчук. Јас имам повторно моркови, нешто денеска ми се омилени.
Искористете што сакате. Зелка би било одлично исто во оваа комбинација. Црвена, бела зелка ќе се закисели во лимонот. Ќе ставам патлиџан, повторно на половина. Ќе го извадам семето. И ќе го исечам на полумесечинки. Ставете и шери домати ако имате. Тие имаат една нагласена благост во својата текстура. Мислам дека ќе ви се допаднат. Повторно имам половина краставица, ќе ја употребам со секора. Кората дополнително го задржува свежиот вкус на краставицата. Ќе го извадам семето. И ќе исечам малку поинаку, за да си додадеме на интересно. Не дека така треба. Еве како изгледаат. Слични се на доматите. Мислам дека ми е доволно една половина. И доаѓаме до протеинскиот мост. Како што ви кажав, имам варена пршута телешка и имам македонско убаво овче сирење. Го ставам прво сирењето. И ќе наредам малку масло и пршута. Најгоре ќе го ставам запечениот карфиол, да биде уште едно изненадување во вашиот оброк. И малку мешана зелена салата. Тоа беше третиот предлог. За кратко би сакала да ви покажам како се конзумираат овие оброци. Не дека ви се потребни вештини за тоа, но секогаш убавината е во малите трикови. Мојот избор за денес беше поттикнат од мојата желба како да се пензионирам со мал бизнис. Малите бизниси го движат општеството, креативните идеи представуваат една движачка сила за изнаоѓање на нови начини да се приближите до оние кои се конзумери во нашето општество, па и пошироко, а ова е една од моите соништа. Мене ми е многу драго што го живеам сонот и имам можност да ви ги представам моите идеи и рецепти преку оваа емисија, а моите оброци во тегла се конзумираат на следниот начин. Не дека ви требаат инструкции, повторно ќе кажам, но најдобро би било вака. Теглата секогаш може да ја затворите, таа е убаво затворена. Теглата како пакување нуди можност да не влегува воздух внатре, да ја задржува свежа храната. Доколку ја ставите во фрижидер, апсолутно може да стои свежа до 5 до 6 дена. Пробајте и кажете ми, пратете ми на нашите профили на социјалните медиуми. Пратете ми дали на вистина моите оброци во тегла стојат свежи 5 до 7 дена. И ја превртувате теглата. Се сеќавате дека прв го ставивме сосот,
Не ја протресувајте, бидејќи не сакате да го нарушите ова совршенство од слоеви. Сосот навлегува длабоко во сите слоеви. Отворете ја теглата и ставете ја салатата на чинија. Вака сите слоеви, сите зеленчуци, односно сите намирници кои ги употребивте, ќе бидат облеани во сосот кој денеска го избравме за вас. Доколку не ви се допаѓа оваа варијанта, оброците во тегла нудат бескрајни можности. Обична салата од цвекло, морков и од зелка, направена со некој јогурт сос, каде што сосот ќе го измешате со неколку лажички јогурт, ќе ставите јаболков оцет, некој зачин, може да биде прекрасно искуство и една сензација за начинија. Јас ќе ја пробам мојата мексичка салата, а ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.